Студентите со црвени картони на протест, МОН со зелено светло за стипендиите. Студенти го подготвуваат првиот македонски болид. Третина од младите жртви на булинг преку интернет. Здраво на сите и добре дојдовте во новата епизода на Вестите за млади Шорткат. Јас сум Нина, а со најважните настани од минатата недела почнуваме веднаш. Со црвени картони и транспаренти, студентите во понеделникот излегува на протести пред Министерството за образование и побараа системски промени. Тие побара Министерството да работи поорганизирано и да ги почитува роковите што им ги дава за исплата на финансиската поддршка од повеќе мерки, стипендии, ваучери за меѓуградски превоз и субвенциониран оброк. Неколку часа пред да се одржи протестот, Министерството ги исплати парите за меѓуградски превоз и стипендии, но тоа не ги поколеба младите да го изразат своето незадоволство пред институцијата одговорна за образовниот систем и студентскиот стандард. 20 на македонски студенти во моментов го подготвуваат првиот македонски болид. Тркачкиот автомобил од лабораторијата на Машинскиот факултет треба да стигне на светски студентски надпревар во Хрватска. За нивната работа, патот што го одат и предизвиците на кои наидуваат, дознаете повеќе преку нашиот разговор со Стефан, Георги и Масимо, кои се дел од тимот на MES Racing. Во една од лабораториите на Машинскиот факултет при УКИМ, тим од 20 на студенти го подготвува првиот македонски болид, кој летото треба да замине на светски надпревар во Хрватска. Обединети под името MES Racing. Овие студенти работат на производство на тркачки автомобил кој треба да стигне до Формула тест патеката Бугати Римац во Хрватска Велика Горица. На надпреварот Формула Студент кој се организира во повеќе од 20 држави во светот. Студентски тимови дизајнираат, тестираат и се тркаат со прототипови на тркачки автомобили. Создавањето на болидот не е работа само на студентите инженери. Македонскиот тим обединува млади од различни подрачја и позадини, па меѓу нив може да се најдат студенти од ФЕИТ, Машинскиот, Економскиот факултет и од Финки. Меѓусебно си помагаат и учат едни од други. А заедничката цел е јасна – да се создаде првиот македонски болид. Реално работата е поделена на повеќе тимови. Имаме тим за погон, тим за аеродинамика, тимот за шасија, тимот за суспензија, имаме тим за електричните системи, тие се маркетинг тимот, производни технологии, тие се тимовите во кои се делиме и реално сите меѓу себе си помагаме и си поддржуваме. Проектот на овие македонски студенти промовира разновидност и одржливост преку вклучување на девојките во мотоспортот, повторна употреба на деловите, минимизирање на отпадот и користење на еколошко гориво. Надпреварот за кој се подготвуваат го носи името Алп Адрија. Тие веќе го положиле теоретскиот тест и се квалификувани за главниот настан каде тркачкиот автомобил ќе биде оценуван преку низа утврдени правила. Целта на Формула Студент надпреварите е на студентите инженери да им обезбедат платформа на која можат да градат искуство и да учат, но и да го покажат теоретското знаење на дело. И исто така на овие надпреварувања, статичкиот и динамичкиот тест, да речеме, се доста, да речеме, детални, односно во статичкиот тест не тестираат, да речеме, еден дел од статичкиот тест е тилт тестот, односно нашиот болид го ротираат до одреден нагол, со што тестираат каква е неговата стабилност, да речеме. Тоа е тој статички дел, а во динамичкиот е повеќе вистинско тркање, како што би го нарекле, односно забрзување имаме, како се вика тоа, пролизгување, да речеме, ај на македонски. И исто така и ендуренс, односно тест на издржливост, кој што е како класично тркање, односно 30 минути, константно забрзување, константно тркање, да речеме, возење на болидот. Формула Студент Македонија деновиве одржуваат и надпревар за иновација и оптимизација на аеродинамичките карактеристики на автомобилот. Имаме прилика 10 тимови на надпреварот кој го организираме лично ние и е за мотивација и поттикнување на се повеќе млади умови студенти кои сакаат да влезат во сферата на инженерството, на механиката, на автомобилизмот, да бидат вклучени во овој проект, како директно, како индиректно, со тоа што за победниците на надпреварот кој се одржа во овие денови, нивниот проект за аеродинамика ќе биде имплементиран во самата формула. Во моментов за нив најголем предизвик им е обезбедувањето спонзори што ќе им го олеснат пристигнувањето во Велика Горица. До некаде имаме обезбедено до одредени спонзорства и сме многу благодарни на фирмите кои
ни веруваат и кои не поддржуваат, додека исто така ни фалат уште многу ресурси за да може овој проект да биде целосен и да изгледа како треба, за да можеме да се надпреваруваме во странство и да ја представиме Македонија во најдобро светло. Формула тимот од македонски студенти ветува дека ќе го дадат најдоброто од себе во Хрватска. Една од целите на овие млади ентузијасти е во иднина да создадат автомобили со електричен мотор, но и со вештачка интелигенција. Продолжуваме понатаму. Оваа зима наместо снег се соочуваме со пожари. Високите температури, долгиот сушен период, но и невниманието на луѓето создадоа услови шумите и планините да горат и во февруари. Во последните денови беа регистрирани 20 на пожари на отворено, гореше нискостеблеста шума и друга вегетација, а пожарникарите гаснале и отпадоци, ѓубришта и запалени контењери. Многу пожари се поврзани со топлото време и почетокот на земјоделските работи и подготовките на пасиштата, кои кај нас традиционално се прават со палење на стрништата. Од ЦУК апелираат да не се пали вегетација на отворено, а пожарите да се пријавуваат на бројот 112. Загрижувачки информации стигна од УНИЦЕФ по повод Меѓународниот ден за побезбеден интернет. Повеќе од 400 деца и млади од земјава учествувале во анкета за безбедноста на интернет. 1/3 од младите изјавиле дека доживеале булинг преку интернет. 18% сметаат дека основна причина зошто обстојува онлайн насилството е недостигот од информации и знаење, а 41% веруваат дека институциите не го сваќаат проблемот сериозно. УНИЦЕФ ги охрабрува младите од 14 до 24 години да учествуваат во новата анкета на YouReport, за да ги споделат своите мислења и искуства, но и да дознаат повеќе за своите права во дигиталната средина и да добијат практични знаења за тоа како да бидат безбедни онлайн. Со ова го заокружуваме ова издание на Шорткат. Пишете ни на Инстаграм и на ТикТок ако имате некои сугестии или предлози и секако читајте рубриката Цтрл З на Мета МК. Се гледаме ние следниот четврток. Чао!